Добро вечер, почитувани гледачи, во третото издание на Дневникот на К3. Од општина Старо Нагоричани информираат дека се уште се расчистуваат патиштата кои водат од село Арбанашко кон повисоките планински села Малотино, Цветишница, Мглинце, Жегляне, Длабочица. Општината ангажирала 2 машини кои ги расчистуваат патиштата завеени од снег. Висината на снежната покривка се движи од 40 до 60 см. Од општината информираат дека побарале и дополнителна механизација од Дирекцијата за заштита и спасување. Од регионалниот центар за управување со кризи соопштија дека екипите на ЕВН и денеска се на терен и ги санираат дефектите во нисконапонската мрежа. Ова се останатите содржини на Дневникот. Акциите на ФЗЦ Куманово повторно се пуштени на продажба. Од денеска важат нови цени на бензините. Јапонија одбележува 70 години од бомбардирањето. Вечерва се играат мечевите од фудбалската лига на шампиони. Премиерот Никола Груевски на уште една група семејства под социјален ризик им додели решенија за отпис на долговите, која владата ја почна лани. Од просените долгови најбројни се за сметките за струја, долговите кон банките, радиодифузната такса и за топлинската енергија. Македонија беше прва која излезе со мерката за отпис на долговите. Уште една група семејства под социјален ризик добија решение за отпис на долговите во еднократната акција што владата ја почна лани. Премиерот Никола Груевски ги врачи решенијата на неколку десетици лица. Информира дека во оваа акција досега се изготвени вкупно 9000 решенија за отпис на околу 900 милиони денари долгови за струја, парно, радиодифузна такса за минуси на тековни сметки за кредити. За отпис на долговите во акцијата се поднесени 41.765 барања, а според Груевски комисиите надлежните институции активно работат и подготвуваат нови решенија. Ние како влада досега имавме голем број проекти поврзани со социјално загрозените, невработените, лицата со посебни потреби, децата без родители, без родителска грижа, корисниците на социјалната помош и разни други категории на граѓани. Во духот на нашите заложби, засновани на начелата на хуманизам, социјална праведност и солидарност, минатата година ја донесовме мерката за еднократен отпис на долговите на граѓаните. Ова беше наше изборно ветување. Оваа мерка беше директно наменета за најпогодените кои изминатите години ги дочекаа светската економска криза и незините последици во една тешка и незавидна социјална и семејна положба, рече премиерот. Тој вели дека владата решила да им помогне на начин на кој никој во светот не помогнал, во услови кога во други држави се отпуштаа работници, се качуваат даноците, се презема и други мерки кои отежнуваа и така тешката ситуација на луѓето. Македонија беше прва која излезе со мерката за отпис на долговите. Акциите на фабриката ФЗЦ 11 октомври повторпат се огласени на продажба, откако во декември лани ниту еден инвеститор не покажа интерес да стане доминантен сопственик на компанијата. Почетна цена е 500 денари и 6 пати пониска во споредба со првиот оглас кога беа понудени 50 евра. Инаку во последната година во фабриката се произведува минимално, а работниците, барајќи ги своите права, на 2 пати го прекинуваа производството. На продажба одат 234.158 обични акции со право на глас што се во собственост на Експорт-импорт банка која е во стечај, со почетна цена од 500 денари што е 6 пати пониска во споредба со претходниот оглас кога истите акции се понудија на продажба по 51,13 евра. Тоа значи дека на јавното надавање на 24 март, доколку има само една понуда и таа биде прифатена по почетната цена од огласот, инвеститорот ќе треба да одвои 1,9 милиони евра за да стане доминантен сопственик на оваа кумановска компанија. ФЗЦ 11 октомври е производител на цевки и профили и слични производи од челик. Фабриката произведува и цевки за гасово, така што во следните неколку години би можела да биде добар бизнис, имајќи ги впредвид плановите за гасифицирање на земјата. ФЗЦ 11 октомври е бездоминантен сопственик подолго од 10 години откако падна во стечај банката што го поседуваше мнозинскиот пакет. Според последните податоци од финансискиот извештај, компанијата во првите 9 месеци лани остварила приходи од 4,7 милиони евра, што се дури 60% помалку споредено со истиот период лани. Од јануари до септември лани билансот на успех покажува загуба од 2,2 милиони евра. Инаку во последно време фабриката работи со намален капацитет, а работниците се пуштени на принуден одмор, а имаат неисплатено 6 заостанати плати.
Во неколку наврати работниците јавно протестираа и си ги бараа своите права. На крајот на годината месец дена беше сопрено производството. Здруженијето на фармери и агрокултура од општина Липково одржа средба во селото Матејче со земјоделците од Липковскиот регион, на кој се разгледуваа одредени проблеми со кои се соочуваат тие. Посочија дека земјоделците имале нејасноти околу одредени законски прописи, како што е регистрацијата во УЈП за даночен обврзник од земјоделска дејност. Од подрачната канцеларија, пак на Агенцијата за развој на земјоделството, вела дека од нивна страна, заедно со УЈП, биле одржани обуки од оваа област, а одзивот бил многу слаб. Земјоделците од Липково имале забуни околу регистрацијата за даночен обврзник. Оние кои не беа регистрирани, таа обврска согласно законот требаше да ја исполнат до крајот на јануари. Од Здруженијето на фармери и агрокултура од Липково се сретнаа со земјоделците од овој регион со цел да разгледаат одредени проблеми со кои се соочуваат, особено од законската и административна природа. На средбата во Матејче присутен беше и представник од сметководствена фирма кој им објаснуваше кој е земјоделски обврзник што му е примарна дејност, а кој спаѓа во групата на оние чие главно занимање не е земјоделието. Да ја свикаме, да ги разјасниме малку колку што можеме, да ги ублажиме тие проблеми на нашите индивидуални земјоделци. Па во тој смер го викавме некој експерт малце дополнително да не ја објасни. Дел од земјоделците веќе се регистрирани во УЈП како паушалисти. Меѓутоа, од нивната сама работа во тек на годината, они го надминуваат лимитот, фактички израснуваат како земјоделци и самата УЈП ги налага со некој закон, точно не може да се сетам кој закон, они да се регистрираат. И покрај нагодувањата на земјоделците и представниците од Здруженијето, Агенцијата за финансиска подршка информира дека заедно со УЈП биле организирани неколку информативни средби со населението од општината, на кои им било објаснено кои се нивните обврски. Оттаму додаваа дека одзивот кај земјоделците бил многу слаб, иако биле уредно повикани. Известиме земјоделци, ставиме соопштенија по села, меѓутоа одзивот не беше многу мал. Имам јас списоци кои се потпишаа луѓето кои беа присутни и многу фино беа разјаснети работите околу пререгистрација, околу пријави за одоначување, статусот на земјоделците кои имат основна дејност земјоделство како претежна дејност или дополнителна дејност и така натаму. Сите работи беа многу фино разјаснети од луѓето од УЈП. Инаку Липково е претежно земјоделска општина. 90% од населението се занимава со земјоделство. На времето најголем дел од селата овде живее од производство на тутун, но по затварањето на монополот престана и производството на ова индустријско растение. Со децении жителите од улицата Црнотравска газат по кал. И покрај ветувањата од страна на локалните власти, се уште не е решен проблемот на тамошните жители, кои бараат само асфалтирање на нивната улица. Жители на повеќе од 100 домови на улицата Црнотравска во близина на центарот на градот повеќе од една деценија се дават во кал до гуша. За улицата долга скоро 500 метри, револтираните граѓани велат дека никогаш не била асфалтирана и покрај нивните барања до локалната самоуправа. Во предизборниот процес кандидатите им ветуваат дека ќе го решат нивниот долгогодишен инфраструктурен проблем, но залудно е, разочарано објаснуваат. Одговор сме добиле, гласајте нас за овај 4 годишен мандат, па ќе направиме пат. Они гласавме ги и пат нема па. Со редовно плаќање сметки за комунали, жителите велат дека кога врне решението го наоѓаат со копање на бразди во дворовите, за да не им навлезе вода и да не им направи штети. Се жалат дека им е срам во калеви обувки да се шетаат по градот. Како врне, како сега се топи снегот, ледот, имаше цел мраз овдена. И сега се влегува тука внатре. Секој ден мораме да измиеме плочките. Не е време добро, овде е како река да е. Све е пусто. Не можеш да одиш ни пешки, ни со скола. Не дај Боже да се случи, викат пак од недела да се залади времето, дека ќе има тука кога ќе се појави ледување овие се ќе биде како изгалиште што го викат покажано. Сега вирови сам ги гледате што е катастрофа на ово време. 500 метар центар на градот го имаме и жална слика за овој. Упатувам апел до градоначалникот Зоран Дамјановски, Стоба како се викаше, последен апел. Ако не, барам да дојде седен багер да го чисти ово ѓубре и народот да може да помине како сите граѓани.
Жителите од улицата Црнотравска апелираат до локалните власти да не го заобиколуваат нивниот проблем кој трае со децении и што поскоро да ја асфалтираат улицата. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука. Од денеска важат нови цени на бензините. Бензинот поскапе за 2,5 денари, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за половина денар. Со одлука на Регулаторната комисија за енергетика од денес важат нови зголемени цени на нафтените деривати. Новата цена на дизелот е повисока за половина денара, на бензините за 2,5 денари по литар. Така согласно одлуката на Регулаторната комисија од денес малопродажната цена на Евросупер БС 95 изнесува 67,5 денари за литар, на Евросупер БС 98 69,5 денари, додека евродизелот се продава по цена од 55,5 денари. Екстра лесното масло за домаќинство се продава по цена од 44 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот е зголемена и сега изнесува 26,925 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 3,29% поголема од вредноста по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати, се вели во образложението на регулаторите. Курсот на денарот во однос на доларот во истиот период е за 1% повисок од вредноста на истиот по кој беа формирани цените. Од вкупно 3612 примени барања за легализација на дивоградби во Оделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општина Крива Паланка, 460 се позитивно решени, 12 одбиени, а останатите се со некомплетна документација. Од Оделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општина Крива Паланка информира дека примени се вкупно 3612 барања за легализација на бесправно изградени објекти, од кои за 460 е одобрен правен статус, а 12 се одбиени. Останатите, односно 95% од барањата, се со некомплетна документација, поради што постапката за истите е запрена. Барателите може до крајот на годинава да поднесат геодетски елаборат за нумерички податоци кој е неопходен за утврдување на фактичката состојба на бесправниот објект, информираше раководителот Добривој Николовски. Во општината Крива Паланка има поднесено 3612 барања. Барањата што беа поднесени беа некомплетни, 95% речиси беа некомплетни и после добивање на барањата пристапиме кој изготвување на заклучоци за запирање на постапката. Од овие 3612 предмети досега по нивното комплетирање и со потребниот прилог и по извршените активности предвидени согласно законот за постапување со бесправно изградени објекти, решени се 472 предмета. Значи, издадени се 472 решенија, од кои 460 решенија се позитивно решени и 12 решенија се негативно решени, односно одбиени се барањата на барателите. Во моментот остануваат уште 3140 барања за разгледување и решавање, односно очекуваме да ги комплетират барателите нивните предмети и да настапиме со нивно решавање и одлучување. Има и доставени, морам да напоменам дека има и доставени комплетни предмети. Рокот за поднесување барања за легализација на тераси, пренаминати во простор за домување кај колективните згради и до 30 јуни годинава, а елаборатите ќе треба да ги достават до крајот на годината. Кај колективните стамбени згради, значи законот дозволи да се пролонгира рокот за поднесување на барање за легализација, односно за постапување со бесправно изградени објекти. И тој рок беше даден еднаш до 2014 година и сега е продолжен, тој рок е до 30 јуни 2015 година, во кој рок сите заинтересирани странки кои имат доградени тераси, изградени тераси и доградени тераси на колективните стамбени згради, значи повторувам, на колективните згради, стамбени згради, не и на индивидуалните, може да поднесат барање во тој рок,
Барањето, ако не успеат да направат геодетски елаборат, не мора да е комплетно при поднесувањето, меѓутоа должни се исто така геодетскиот елаборат да внимава да го достават до крај на 2015 година. Во интерес на граѓаните и развојот на општината и во наредниот период, континуитетот на легализација на дивоградбите ќе продолжи да се одвива со несмалена динамика. Вести од светот. Јапонија денеска одбележа 70 години од најсмртоносното бомбардирање во историјата на човештвото, кога во само една вечер загинале над 100.000 луѓе. Грција се заканува со распишување на референдум или нови предвремени парламентарни избори. Лавров истакна дека руските партнери од западните земји треба повеќе да обрнуваат внимание и на бомбардирањето на поранешна Југославија и на косовското прашање, а не само на Крим. Јапонија денеска одбележа 70 години од најсмртоносното бомбардирање во историјата на човештвото, кога во напад на американски бомбардери во Токио во само една вечер загинале над 100.000 луѓе, а големиот дел од градот бил уништен. Премиерот Синжо Абе им даде почит на загинатите. Во знак на сеќавање на загинатите во Токио е направен скромен цветен споменик, каде денеска беше одржана церемонијата. Грчкиот министер за финансии Варуфакис најави дека Грција се заканува со распишување на референдум или нови предвремени парламентарни избори, доколку незините партнери од еврозоната го одбијат планот за решавање на долгот. Тој најавува дека доколку Брисел ги одбие грчките предлози, тогаш владата на Атина ќе распише нови избори или референдум. Исто така додава дека партнерите од еврозоната се уште молчат за предлозите, со кои сегашниот долг би се заменил со обврзници поврзани со номиналниот раст. Тој потенцира дека земјата има пари да ги исплати пензиите и платите во јавната администрација и дека на Грција не е потребен нов заем за да ги плаќа сметките. Денеска рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров истакна дека руските партнери од западните земји треба повеќе да обрнуваат внимание и на бомбардирањето на поранешна Југославија и на косовското прашање, не само на Крим. Лавров исто така додаде дека Москва доследно се залага за почитување на меѓународното право во целосен капацитет на неговите цели и принципи. Изјави дека националистичките лидери во Украина пред една година отворено повикувале на протерување или уништување на русите на Крим, но Западот на тоа не реагирал. Според Лавров, и нападот на Ирак е извршен со отворено измислени изговори, а во случајот со Либија грубо е злоупотребен мандатот на Обединетите нации. Денеска жителите од населбата Доброшане имаа шанса за бесплатно мерење на шеќер во крв од страна на Сдруженијето на диабетичари од Куманово. Инаку диабетесот денес се бројува помеѓу најчестите ендокринолошки заболувања со тенденција на зголемување. Сдруженијето на диабетичари од Куманово денеска во населбата Доброшане организираше акција за бесплатно мерење на шеќер во крв. Расте сега поголем број и таа основна цел на нашите овие акции што ги правиме е управо тоа да ги укажеме што е шеќерна болест и да откриеме нови со мерење на шеќер, евентуално откриеме нови на кои ги кажуваме основни работи за шеќер и ги упатуваме за понатамошен третман кај матични лекари, односно кај во Центар за диабетес Куманово. Врз основа на годишниот план кој Сдруженијето на диабетичари го реализира, вклучена е едукација на населението за шеќерната болест со цел да се запознаат со болеста, се зголеми свеста кај луѓето за големата присутност на оваа пандемија. Ова година имаме планиране негде околу 10-12 села. Обично идеме сега во рурални средини, бидејќи тие имаат помала можност да се проверат. Од Сдруженијето вела дека голем интересот на граѓаните од населбата за проверување на шеќер во крв и тие очекуваат до крај на денот посетеноста уште повеќе да се зголеми. Редовно имамо доктора у населбу и крв и мокраќо, редовно проверуваме. Еве сек малку паднае шеќер и докторот ми вика да носиш бомбонче. А ја не сум пушач, обавезно носу бомбончиња у джеп. А пуно се движу. Јас сум си доста дисциплиниран у сви тие работе и мислам дека тоа е многу важно у живот. А сваки ден по едно чашче ракију си пију. Ден нема да прескочу. Сдруженијето на диабетичари најавува дека и во иднина ќе продолжи со богата програма со цел едуцирање на населението за шеќерната болест.
Инаку шекерната болест или диабетес е хронично систематско пореметување на метаболизмот, кое се карактеризира со хипергликемија, односно трајно зголемување на нивото на глукоза во крвта. Генерално е условен од наследни фактори, а настанува како последица на намалено излечување или намалено биолошко дејство на хромот инсулин, односно во комбинација со овие два фактори. Македонските актери Тони Михајловски и Сашко Коцев се дел од актерската екипа на филмот «Ќе бидеме светски прваци», кој во Скопје и Битола на 19 март премиерно ќе биде прикажан. Во овој филм на продуцентите од српската сага Монтевидео, една од насловните песни ја изведува Даниел Кајмаковски. На 19 март годинава во Скопје и Битола премиерно ќе биде прикажан филмот «Ќе бидеме светски прваци» од продуцентите на српската сага Монтевидео, во кој глумат и македонските актери Тони Михајловски и Сашко Коцев, а една од насловните песни ја изведува Даниел Кајмаковски. Дел од екипата е Дејан Милошевски, односно продуцентската куќа Revolution. Ќе бидеме светски прваци е уште една вистинита спортска приказна, раскажува за основачите на познатата југословенска школа за кошарка и за првиот златен медал на светското кошаркарско првенство во Љубљана во 1970 година. Режијата е на Дарко Бајич, сценаријето го напиша Небојша Ромчевиќ, во соработка со Гордан Михиќ и Огњен Свиличиќ, по идеја на Звонимир Шимунец, кој воедно и автор и со продуцентот Дејан Петровиќ. Главните улоги во филмот им се доверени на млади актери. Небојша Поповиќ, кој како првиот меѓу еднаквите го почна кошаркарскиот бум, во поранешна Југославија го игра Страхиња Блажиќ. Милош Биковиќ е во улога на Радомир Шапер. Председателот на Кошаркарскиот сојуз на Југославија, Александар Радојчиќ, го толкува ликот на Бора Станковиќ, кој беше првиот човек на ФИБА, додека Марко Јанкетиќ е во улогата на Александар Николиќ, творецот на Југословенската кошаркарска школа, кој воспоставил специфична филозофија за играњето на овој спорт. Фу, не. Него. Среќа што немаше некоја голема утакмица синоќа. Ранче, добро утро, баце, ајде. Абе, ова денеска ли е, мајко? Во Македонија не постојат многу податоци за уметници кои се занимаваат со изработка на уметнички слики, наречени стринг арт. Јовеца Ванчевски од Куманово со голема љубов и посветеност ја работи оваа работа, која опфаќа изработка на уметнички слики со конец, бакарна жица и шајки. Деталите од Виолета Зафировска. Стринг арт е уметност која со помош на конец, шајки и жица се изработуваат декоративни дизајни. Јовица Ванчевски е еден од малкуте уметници кои се занимаваат со ова. Во неговиот дом, кој е негова работилница, со огромна љубов, желба и задоволство, ги создава декоративните слики. Самиот процес бара голема посветеност, концентрираност и макотрпна работа, за да се дојде до финалниот резултат, вели Ванчевски. Се работи за посебна една техника, како да речем, која што ја неам ни видено до сега на други места, освен еднаш многу одамна. На ивирица тоа е или такво нешто. Се става платно од обете страни, се прави скица, на таа скица се црта нели таа фигура што сакаме да изработиме. Макотрпна работа, доста време треба за тоа. Се коват на одредени места и после тоа колку може да се види, се добиваат контурите на фигурата која што сакаме да ја изработиме. Откако заминал во пензија, барал нешто со што ќе се занимава во слободното време. Идејата да започне со оваа техника ја добил откако видел слична изработка од шајки и конец, како неговата и одлучил и самиот да проба. Најчесто изработува слики со крстови, а неговото последно дело кое го изработи е македонско знаме и крст. Во продолжение, зависно тоа што сакаме, дали сакаме со конец или со жица, овдека е комбинација меѓу конец и жица. Со конец и со жица имавте прилика и ќе видите како се изработува тоа. Па во главно се задржувам на овие на крстовите. Се обидеме да правиме некои други фигури, да кажеме, како на сликите што се со цвеќе и другото, тоа малку потешка работа би било. Ванчевски раскажува дека во Куманово воопшто и да не постои некој кој изработува вакво нешто, а поради тоа и заинтересираност за купување на истите нема. Неговите слики најчесто се наменети за пријатели и најблиски, но во иднина се надева дека освен што ги дава како подароци, од сликите ќе има и заработка.
Основната цел на подпишаниот меморандум за соработка помеѓу Општинското основно училиште Кочорацин со приватното основно училиште Синав колеж од Анталија е да се промовира пријателството, културните разлики и взаимното разбирање помеѓу учениците од двете училишта. Општинското основно училиште Кочорацин во Куманово за својата успешна работа ја доби највисоката оценка од Државниот просветен инспекторат, како и ноемвриската награда. Ваквите признанија се поттик за одговорните да продолжат со комуникацијата и промоцијата на училиштето на повисоко ниво. Училиштето, предводено од тимот за комуникација и промоција на училиштето, оваа година реши да оди многу на повисоко ниво, со устна, со писмена комуникација, а и лична комуникација за промоција на училиштето. По тој повод направени се многу средби со локална средина, по повод секој празник, направена е поголема соработка со родители и одиме на меѓународно ниво, односно оваа соработка сега што се отвори шанса да комуницираме со приватно училиште во Анталија. Кочорацин подпиша меморандум за соработка со приватното основно училиште Синав колеж од Анталија. Основната цел е да се промовира пријателството, културните разлики и взаимното разбирање помеѓу учениците и училиштата. Соработката помеѓу нашите две збратимани училишта би се состоела во размена на идеи, наставни програми, соработка на сите можни полиња. Пред се, овој пат ние би биле дел од еден огромен меѓународен проект кој што во Турција се организира секоја година на 23 април. 23 април е голем празник Ајниф. На тој ден го слават денот на независноста на Република Турција, меѓутоа тоа е и меѓународен ден на детето, поддржан од УНИЦЕФ. 15 ученици од 5 и 6 оделение, предводени од наставниците по англиски јазик Сонја Коцевска и Анита Димовска, под раководство на директорката Лидија Пешевска, интензивно се подготвуваат за посета на збратименото училиште. За нас е огромна чест и задоволство пред се, би сакал да истакнам, бидејќи прв пат имаме ваква можност за една меѓународна соработка, да се збратимиме со училиште од друга држава. На дечињата секако дека се радуваат, ги одбројуваат деновите до тргнување, да, веќе некои почнале да учат помалку и турски, меѓутоа би рекла дека шансата за една културна соработка и соработка на ниво на образование, ширење на ново пријателство е незаменлива и единствена. Со помош на општината и спонзорство од родителите, авионските билети за престојот во Турција веќе се резервирани. Со размена на искуства, идеи, наставни програми и слично, се очекува соработката помеѓу збратимените училиште да продолжи на уште повисоко ниво. Фудбалскиот клуб Биџо за време на неколкогодишната работа успеа да анимира поголема група на младинци од Куманово. Успешната работа придонесе клубот да етаблира двајца успешни репрезентативци на Македонија, Воислав Филиќ и Кристијан Златковски. Екипата на К3 беше во посета на клубот. Тренерот Ивица Додевски генерално е задоволен од развојот на клубот во изминатите 6 години. Фудбалскиот клуб Биџо до неодамна со успех се напреваруваше во првата лига, каде имаше забележителни резултати. За жал, поради одредени недоразбирање со комисијата на футсал лигата, екипата се повлече од првата и сега настапува во втората лига. И покрај се, ФК Биџо работи со полна пареа. Па ја сум задоволен за сега, сум задоволен. Еве самите деца ќе кажат дека се задоволни, дека се насмејани, дека тренираат. Сега тоа е. Што очекувате во наредниот период? Во наредниот период само сакаме да играме со млади деца, исклучиво од наша школа, што може да работиме и да играме во втората лига. Во екипата во овој момент тренираат над 70 младинци кои се задоволни од условите за работа. Па за сега одлично, напредуваме и се надеваме на подобри успеси. Што очекуваш ти од фудбалскиот клуб Биџо во наредната сезона? Во наредната сезона се очекуваме да се пласираме во првата лига, бидејќи тренерот не сега пушти во втора. Се надеваме на подобри успеси и да се пласираме во прва лига на прво место. Како ти изгледаат овде тренинзите? Па тренинзите сега за сега се супер, се надеваме на подобри успеси и да продолжиме вака. Многу добро, условите се многу добри. Имаме одличен тренер и се надам. Вториот тренер Зоран Ивановски, долгогодишен спортски работник со порака до младата популација. Како што рековте, има голем број на млади дечиња
во футсал клуб Биџо членуваат, но има и екипа која се надпреварува првата македонска лига во футсал. За жал сега ќе абстинираме малку една година, ќе се напреваруваме во втората лига од некои оправдани причини, но се работи професионално и со мали дечиња и со овие поголемите генерации што се. Па спортот за секој млад човек првенство значи здравје. Значи сите млади дечиња им препорачувам да се занимаваат со тоа без разлика со кој спорт ќе избере да се занимаваат. Спортот значи половина и повеќе здравје од животот на еден човек и се надевам дека сите родители и дечиња ќе го слушнат овој апел и се повеќе и повеќе ќе се насочуваат кон спортот. Како показател на успешната работа на фудбалскиот клуб Биџо се учеството на 7 силни меѓународни турнири. Воедно од клубот за македонската репрезентација со успех настапуваат двајца фудбалери, и тоа Владислав Филич и Кристијан Златковски, кој беше најдобар за 2014 година. Тимот на МЗТ Скопје аеродром е поразен од составот на Левски во неизвестна завршница по едно продолжение од 5 минути. Домакинот одлично го отвори мечот и многу брзо создаде двоцифрена предност која ја сочува до полувремето. Левски имаше водство од 13 поени разлика на стартот од последниот период, меѓутоа МЗТ Скопје успеа да одигра солидни 10 минути во кои успеа целосно да ја надомести разликата, па мечот мораше да продолжи со екстра период од 5 минути. Во продолжението МЗТ Скопје беше на чекор на триумфот, откако при водство од 89-90 и неуспешните фрлања на Спас Николов следуваше лоша реакција во одбраната, која му дозволи на Джими Хант да оствари офанзивен скок и постигне поени за преземање на водството и резултат 91-90, што на крајот се покаже како конечен. Стефан Синовец со 29 поени беше неефикасен во составот на МЗТ Скопје. Александар Чапин беше стрелец на 19, додека Предраг Самарџиски мечот го заврши со 17 поени. Во тимот на Левски 5 мина играчи беа со двоцифрен поентерски учинок, а неефикасен беше Иванов со 20 поени. МЗТ Скопје своите настапи ги продолжува во домашниот кошаркарски шампионат, каде што во четврток со почеток од 18 часот е домакин на Гевгелиски Кожов. Атланта и Голден Стейт се првите екипи кои сезонава стигнаа до 50-та победа во НБА лигата. Меѓународен спорт. Јастребите го декласираа Сакраменто со 130-105, а најзаслужни за победата беа Корвер и Керол кои фрлија по 20 поени. Одличен беше и Джеф Тиг кој надпреварот го заврши со 18 постигнати поени, 5 скокови и 13 асистенции, додека Ал Хорфорд запиша 18. Македонскиот центар Перо Антич не доби шанса за настап на овој надпревар. За Сакраменто, Руди Геј уфрли 23 поени, Квинс имаше дабл-дабл од 12 поени и 14 скокови, додека Реј Меккалум запиша 15 коша. Незаслужен за 50-та победа на Голден Стейт против Феникс од 98-80 беше Стеф Кари кој одигра уште еден одличен надпревар, постигнувајќи 36 поени, 6 скокови и 5 асистенции, а 25 поени постигна во второто полувреме. Одличен беше и Клей Томпсон со 25 поени, а Дреймонд Грин имаше 11 поени и 10 скокови. Кај поразениот тим се истакнаа Ерик Бледсо со 19 поени и Брендон Најт со 13. Победи Лос Анџелес Клиперс, Денвер, Бостон, Њу Орлеанс, Мемфис и Вашингтон. До почетокот на Европското првенство остана нешто повеќе од една година, но видеото од спектакуларните стадиони на кои ќе се играат надпреварите уште сега открива дека фудбалерите ќе имаат прекрасна атмосфера во овие спортски арени. Поради новиот формат на надпреварување, за пехарот ќе се борат 24 европски репрезентации на терените ширум Франција, која ќе биде домакин на овој континентален спектакл. Вечерва во Лигата на шампионите продолжуваат возбудувањата. На програмата се реваншите во кои ќе се сретнат Порто Базел и Реал Мадрид Шалке. Според пребедувањата, пласман во наредната рунда би требало да обезбедат Порто и Реал Мадрид поради поволните резултати во првите дуели. Подсетуваме, во првите мечеви Порто на гости одигра 1-1 во Базел, додека Реал на гости славеше во Германија против Шалке со 2-0. Кошаркарите на Куманово се поразени во првиот надпревар од четвртфиналето во Библ лигата од Рилски спорт со 97-85. Според информациите, причините за поразот се слабата игра во одбраната. Реваншот е за 2 недели во Куманово. Кошаркарите на Куманово се поразени во првиот четвртфинален надпревар од Рилски спорт со 97-85 на гостувањето во Бугарија. Една од причините за поразот е слабата игра во одбраната, особено во првото полувреме кога Куманово прими неверојатни 62 коша. Додека во нападот играта беше многу подобра. За разлика од нашата екипа, бугарскиот состав одигра добро во текот на целиот надпревар.
Во екипата на Куманово комплименти за одличната игра заслужува расположение од Костовски со учинок од 33 поени, 6 асистенции и 4 скокови. Вукаши Мандич имаше ефект од 18 поени, додека Луковиќ средбата ја зароши со 12 кошеви. Во составот на Рилски спорт блескаше американецот Тейлор со 32 поени, со само 2 промошувања и со удар од поле 15-13. Во секој случај, овој пораз не мора да значи ништо, бидејќи следува ремашот во Куманово за 2 недели, каде нашата екипа, уверени сме дека со полна сала, може до посекуваното полуфинале. Времето денеска ќе биде претежно облачно, попладне и во текот на ноќта со повремен слаб дожд. На повисоките места дожд и снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 3 до 8 степени. Да проследиме метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.